Некој одел да се коцка, друг да си добие диплома. Министерката за образование Весна Јаневска со шокантна изјава. Инспектори на МОН при проверка на работата на институтите низ земјава утврдиле дека имало и таков кој работел буквално во кладилница. Според неа утврдени се сериозни неправилности и кај други слични така наречени институти. Дополнително при проверките во изминатиот период затворени се вкупно 14 приватни институти. Затворивме така наречени 14 приватни институти. Зошто така наречени? Најбруталниот пример беше кога комисијата од МОН отиде да направи увид на еден институт. Тој беше регистриран во кладилница, во задната просторија на кладилницата, каде што институтот требаше да ги обавува своите функции на 2 столчиња и 2 душека. И тој беше веднаш затворен. Дополнително информираше и дека веќе во понеделник новиот закон за високо образование ќе биде финализиран. Понеделник законот ќе биде затворен и ќе биде даден во владина постапка. До понеделник се што е сериозен приговор и се што е стигнато повторно ќе се разгледа. Од друга страна пак лидерот на СДСМ Венко Филипче со став нема да поддржиме вакви измени. Причина биле штетни и наместо да придонесат кон поквалитетно образование ќе предизвикаат екзодус на младите. Да, ако остане вака, секако дека нема да го поддржиме, но ќе дебатираме. Ќе дебатираме и ќе даваме предлози за амандмани и така натаму и ќе ги образлагаме. Забелешките се многу сериозни. Се наметнуваат критериуми за избор за публикации на стручни трудови за кои што нашиот научен систем, не само образовниот дел, научниот, не е спремен. Не може да се спремат такви трудови. Ние немаме капацитет, немаме лаборатории тоа да го спремиме. После ова сметете дека има екзодус на младите. Веќе реагираат младите доктори. Предложените законски измени беа мета на жестоки критики и од дел од академската јавност. Сепак министерката посочи дека новите законски решенија се базирани на анализи на европските практики и нивната цел е да се подобри квалитетот во високообразовната дејност.